45.943 денари е просечната нето плата во Македонија, за 9% повисока во споредба со истиот месец минатата година. Официјалните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во октомври 2025 година платите продолжуваат да растат, но прашањето останува колку овој раст се чувствува во секојдневието на граѓаните. Тоа испод 60.000 евра и тие се малку. Ама ако имаш и деца, студенти или ученици, и тие нема да стасат. Испод 60.000 не. Четврочлен. Тие што имат деца, ученици, храна, скапа, испод 60.000 не треба доле. Па да ви кажам, од 50 до 60.000 денари. И тоа да живееш скромен живот не, оно луксус да. Имаш 10 до 11-12 сметки, така да мислам дека толку. А сега тие што немаме, па не взимаме се што треба. Не, на страна не. Зашто да тргнеш со минимална пензија 18.000 и сопругот работи градежна фирма, кој да работи? Ако зима минималец, па и 30.000 да зима, значи немаш за да изражиш. Младите се странство. Па да речем, еве заштип, јас сум од тука, значи околе нас нема млади, се са некаде отидени. Да, возрастни, возрастни. Па деца се по 25 години, ама значи устранство се, не се тука. И затоа нема. И тие што веќе идат генерации што излеват, и тие сакат да одат. Еве јас мојата ќерка кој ќе заврши, она сака да оде надвор државата, така да. Најголемо зголемување на просечната месечна нето плата е забележено во дејностите на здравствената и социјалната заштита, каде растот изнесува 13,3%. Следуваат административните и помошните услужни дејности со 13,2%, како и секторот поврзан со недвижен имот, каде платите се повисоки за 10,9% во однос на октомври минатата година. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во октомври 2025 година изнесува 45.943 денари. Во октомври оваа година во однос на октомври минатата година, просечната месечна исплатена нето плата по вработен е повисока за 9,0%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите: дејности на здравствена и социјална заштита за 13,3%, административни помошни услужни дејности за 13,2% и дејности во врска со недвижен имот за 10,9%. Зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележено во секторите: дејности во врска со недвижен имот за 9,5%, информации и комуникации за 4,2% и административни и помошни услужни дејности за 3,6%, стои во соопштението на Државниот завод за статистика. И покрај зголемувањето на платите, граѓаните велат дека високите цени на основните производи и услугите го намалуваат ефектот од повисоките примања. Останува да се види дали трендот на раст на платите ќе продолжи во наредниот период и дали тоа ќе значи реално подобрување на животниот стандард.